Третата доза вакцина се појавува како потреба бидејќи пандемијата се уште трае, а дејството на вакцините е ограничено, вели доктор Сашо Олумчев. Според него, граѓаните не треба да паничат, туку ова е нормален одговор на текот на пандемијата. Пак ќе се навратиме назад, нели? Пред година и повеќе го зборевме тоа ние, многу одамна, уште пред и Светската здравствена организација да се изјасни по тоа и пред да се почне со трета доза, јас кажав дека има и трета, можеби и четврта, во зависност од тоа како ќе се одвиваат работите, не дека нешто посебно е тоа, знаете, треба да им се објасни на граѓаните дека дали ќе имат трета и четврта доза не значи неквалитетна вакцина. Туку едноставно време траењето на делувањето на вакцината е толкаво. Еве ќе им дадам еден пример. Кога ние вакцинираме за беснил, за рабиес, ние даваме 5 дози на вакцина во рок од 21 ден. И никој не прашува зошто е тоа така. Третата доза може да биде различна вакцина од оние што се примени претходно. Епидемиологот Олумчев смета дека тоа може да биде и уште подобро за имуниот систем. Мене ако ме прашате, апсолутно нема никаков проблем да биде со различна вакцина, затоа што тие се различни механизми на делување, значи ќе направиме едно збогатување на стимулацијата на имунитетот на различни начини. И јас лично би се вакцинирал, да речеме, со друга вакцина. Имам 2 дози од Pfizer, примерно, кога би имало Sinovac, би примил Sinovac. Апсолутно со тоа што ќе внесеме, нели, друг механизам кој ќе го стимулира мојот имунитет на различен начин, така да ќе имаме сигурно многу подобар резултат и поквалитетен имунитет и подолго траен, што е најважно. Трета доза може да примат граѓаните најмалку 6 месеци од примената втора доза. Трета доза вакцина против ковид во земјава се прима од крајот на септември.